Како се заработува тука? Тука ја немате онаа месечна фиксна плата, тука се заработува по сат. Плата добивате на недела или на 2 недели, зависи, најмногу е на 2 недели ја исплаќаат. Како изгледа сето тоа? Значи, ако сте платени $17 од сат и работите, например, првата недела 20 сати и втората недела 20 сати, тоа ви се 40 сати, што значи дека за тие 2 недели треба да земете $680. Сега, што е тука поентата? Поентата е дека тоа ви е бруто плата, не ви е нето плата. Од овие $680 треба да ви трнат за даноци, за осигурување и сега пензиско и неколку други работи во зависност од фирмата во која што работите. Нормално тоа се може да си го видите на листата која што си ја добивате секогаш за платата. Значи пред да добиете платата, добивате листа и конкретно пишува колку сте платени, колку сати сте работеле, зашто ви се земени пари и така натаму и така натаму. Например, листата шоферите што ја добиваат си стои, си пишува колку пати се платени за утовар, за истовар, не знам, за чекање, брод, мили. Така да, значи, листата што ја добивате си гледате буквално колку ви е бруто, колку ви е нето, зашто точно сте платени и колку пари ви се одземени и зашто. Колку повеќе заработувате, толку повеќе данок плаќате, бидејќи се плаќа од сат, значи секој сат ви е платен без разлика дали, например, денес сте требале да работите до 5, а сте останале, да кажеме, до 6 или до 7, значи сите сати ви се платени. Прекувремени сати се плаќаат исто, се зависи од тоа дали сте part-time или full-time, си има посебно како се рачуна тоа. Значи, ако сте платени $17 од сат, претпоставам дека прекувременото ќе ви биде платено околу $24-25 од сат. Овој период од годината е веќе период кога поднесуваме за tax return, значи тоа е поврат на данок. Од фирмите добиваме Т4, тука пишува буквално колку сме заработиле нето, бруто, колку се платени даноци и така натаму. И тие документи ги поднесуваме во ЦР. Ако не знаете како да ги поднесете тие документи, си наоѓате сметководител и он ви ја завршува таа работа. Кога поднесувате за поврат на данок, се потенцира и дали имате деца и која возраст ви се децата. Од кога ќе се поднесат документите, се чека одреден период, недела, 2-3, зависи, и потоа добивате повратно од ЦР, значи колку поврат на данок ви следи. Може да се случи да треба и да доплатите, например, јас сум part-time, може да се случи да треба јас да доплатам, а не да земам поврат. Се зависи, нели, од многу работи зависи. И кога ви ја даваат таа пресметка, исто така ви пресметуваат и колку треба да земете додаток за деца. Додатокот за деца стартува од јули, новата пресметка, до јули се зимаме како што ни пресметале од претходната година. Се зима месечно, секој месец околу 20. Имате, кој ќе отворите профилот кој ќе си го отворите на ЦР, ви стои точните датуми, стојат кога треба да земете и колку треба да земете за детски додаток. Имаш уште 2-3 работи што исто така следуваат, се зависи од тоа колку сте заработиле како фамилија во текот на целата година. И за крај, кој зема најголем поврат? Во глобала најголем поврат земаат шоферите кои што не се дома, кои што се цело време на пат. ЦР тоа го зема во предвид и на нив им се исплаќа 2 до 3 оброка на ден. Се рачуна дека они трошат 2 до 3 оброка на ден и им се исплаќаат пари за тоа. Не ја знам точната сума на оброк, меѓутоа така шоферите земаат повеќе поврат од сите нас. Ова беше нешто накратко за платите тука. Моje лично размислување и моje гледиште на работите, веќе од искуство, е навистина дека е многу побаво кога платата ја земате на недела или на 2 недели и кога сте платени од сат наместо на месечна фиксна плата што ја земавме ние во МК. Поздравче!